Вистински е продадена на Трансмет и ја набавил и таа ја поседувал кога ја поднел документацијата. Значи во суштина другата документација која што е поднел фактурите, договорот кој што ги опфаќа и останатите машини не соодестуваат со реалноста, односно се лажни. Дали таа машина е подарок или е купена? Не беше доволно јасно, барем ние не успеавме да сватиме. Значи се работи за две различни машини. Таа машина која што ја опиша сведокот не е опфатена во договорот, во кој што е приложен кон документацијата за собственоста во однос на машините. Така да едната и двете машини, како што кажа сведокот, дека се работи за купопродажба, меѓутоа едната е набавена директно од Холандија, едната е набавена од Македонија, зашто имаше и фактура која што е реална. Колку точно машини биле предмет на договор? Биле две во овој случај, меѓутоа колку точно биле побарани? 30, 50? Значи од Фичо, сега не ме фаќајте за збор точно колку машини се. Значи најконкретно 3 фактури се приложени од Фичо и договорот. Фактурите што се приложени од Фичо 016, 013, 012 никогаш не е набавена таа опрема, а по однос на договорот само една опрема е набавена, липкер, и тоа со фактура 042. Дали потоа тие машини кои што се фактурирани се појавуваат дека постојат? Значи фактурите ниту се книжени во 2011, ниту се издадени, ниту ги примал, ниту имал обврска за плати, ниту ништо. Што значи само се парче хартија, ништо друго. Односно потписот сакате да кажете дека можно и да се потпишувани од други лица, да се направени лажни, да речем, фактури и документи? Ние што сакаме да кажеме, ќе кажеме во завршен збор. Тоа сепак сега да не ги преодицираме овие работи.